2 децении по распаѓањето на поранешната Југословенска федерација наречена СФРЈ, се бројат мртвите, се бројат исчезнатите, а секако се мерат и спомените. Тие оставија големи духовни и предсенационални рани, кои се уште крварат и никогаш не ќе можат да се залечат. Некои велат дека времето лечи се, но тешко да се поверува дека новите држави на Балканот ќе може да ги стават по новите историски факти под тепих и да им дозволат на новите генерации да ги заборават крвавите национални рани. Национализмот на овие простори го победи разумот. Тој ги подели браќата и сестрите, затоа што политичарите ги урнаа мостовите, што беа градени во една друга политичка приказна, која всушност покажа дека се тоа било една убава, спакувана илузија. Оваа приказна израсна од пепелот на Втората светска војна, или како што љубеа поранешните комунисти да зборуваат, во авнојска Југославија многу подобро се живеело. Државата се градеше врз имиџот на Јосип Броз Тито и неговата формула за братство и единство. Има црвен пасош со кој можеа да патуваат во целиот свет. Се колнеа под тробојката со петокрака, пеа една иста химна и веруваа во формулата. Волшебната формула за братството и единството, која се обидуваше да се наметне меѓу југословенските народи и народности, во суштина ги криела сите проблеми кои се темелат на нерешените национални прашања за самостојни држави. Словенците од секогаш сакале да имаат своја дежела, хрватите сонувале за Кроација, а србите за голема Србија. За разлика од нив, македонците и црногорците имаат своја посебна историја, која беше незавршена и се криеше во пазовите на СФРЈ. На сиот свој национален и турбулентен историски хаос беше придодаден и бродот на бошњаците, како и чамецот на албанците од Косово. Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Синиот воз го испрати Јосип Броз Тито до вечното живеалиште. Тогаш за последен пат се почитуваше мирот, се пролеа солзи за така наречената приказна Социјалистичка федеративна Југославија, која се родила во авној 1943 година. Тито ги обедини народите, но Јосип Броз, најпознатиот бравар, детето од Кумровец, лидерот на неврзаните, ја однесе во гроб и некогаш најсилната држава на Балканот. Од Вардара па до Триглава, од Срдава па до Јадрана. Одеднаш се појавија некои нови лидери, нови демократи, за кои во првиот момент се веруваше дека ќе донесат демократски плурализам. Меѓутоа, од старата држава остана само името и историјата дека некогаш постоела од 1945 до речиси почетокот на 1991 година. Ниту некога силната ЈНА не можеше да ја спаси државата, затоа што однатре ја изеде црвот, национализмот и сништата за големите држави. Словенците го има Милан Кучан, хрватите го извади од нафталин поранешниот ЈНА генерал Фрањо Туџман, србите веруваа дека го добија српскиот вожд Слободан Милошевиќ. Во Македонија се врати Киро Глигоров, во Босна и Херцеговина никна Алија Изетбеговиќ, Радован Караџиќ и некои други политичари. Во Титоград, односно денешна Подгорица, црногорците веруваа во Момир Булатовиќ и во Мило Ѓукановиќ. Албанците на Косово почнаа да го реализираат својот сон. Сонот за големите држави започна да се реализира со подемот на Слободан Милошевиќ. Неговата кариера почна брзо да расте во далечната 1987 година, кога заедно со тогашниот висок југословенски функционер од албанците Азем Власи ги посети србите на Косово поле, кои се жалеа на теророт што им го вршат албанците. Во таа пригода српскиот вожд ја изјави познатата реченица:
Подоцна тој го истисна од централното раководство на српските комунисти, умерениот политичар Иван Стамболич, а ренесансата на српскиот национализам се случи на Газиместан во 1989 година. Тогаш веќе се знаеше дека србите ќе водат своја големосрпска политика. Љубљана ќе тежне за отцепување, а Загреб едва и чекаше да напушти федерацијата, која веќе беше на умирање. Во обид со студена глава да се размисли каде одат националните јукавги, на 22 јануари 1990 година во Белград скараните комунисти се обидоа да го одржат 14-тиот вонреден конгрес, но тој беше прекинат. Делегатите на словенечките хрватските комунисти го напуштија вонредниот партиски конгрес, бидејќи нивните предлози за реформи беа одбиени. Конгресот беше одложен и веќе никогаш повторно не се одржа. Таквиот развој на настаните водеше кон распаѓање на Југославија. Пациентот одамна беше метастазиран. Политичката ситуација многу брзо почна да се влошува. На крајот од 1990 година во тогашните југословенски републики се одржаа првите повеќе партиски избори, кои беа резултат на промените во политичкиот живот не само во Европа, туку и во СФРЈ. Наследничките на комунистичката партија загубија власта во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и во Македонија. Само во Србија и во Црнагора волкот кој влакното го промени, но и не и карактерот го задржа влијанието кај народот. Како се однесува и политичарите, така се одразуваше и на спортското поле. Пред одржувањето на фудбалскиот надпревар Динамо Црвена звезда во Загреб постоја сигнали за националистички нереди. Се чекаше само свирката на судијата, но домашните навивачи ја урна оградата на стадионот од Максимир и навлегоа во блокот кај противничките навивачи. Динамовите навивачи беа тепани од страна на полицајците. Тој надпревар веќе покажа колкава негативна омраза има насобрано меѓу србите и хрватите. Системот намерно се еутаназираше. На 28 февруари во Книн беше прогласена Српската автономна област Крајна. Од март 1991 година во Хрватска започна судирите меѓу хрватите и србите. Хрватска започна да формира своји одбранбени сили, како на пример Хрватската национална гарда и паравојните хрватски одбранбени сили. Тие се бораа против паравојните групации на србите од Хрватска, српските доброволци, паравојните групации од Босна и Србија, како и против ЈНА. На 10 март 1991 година се одржа драматичната седница на претседателството на Социјалистичка федеративна република Југославија во главниот штаб на армијата во Белград. ЈНА побара од претседателството, кое формално има врховна команда над војните сили, прогласување вонредна состојба за да може да преземе мерки против безредијата во Хрватска и Словенија. Представниците на Србија, Црнагора, Косово и Војводина гласаа за, а Хрватска, Словенија, Македонија и Босна и Херцеговина беа против. Барањето беше одбиено. Колата почна да се тркала удолу. Набрзо Хрватска и Словенија заедно прогласија независност на 25 јуни 1991 година. Словенија уште истиот ден ја презеде командата врз своите погранични трупи, контролата на граничните премини, освен така наречената зелена граница, која според југословенскиот устав беше во републичка надлежност. Љубљана ја бранеше својата независност со оружјето што територијалната одбрана го одзеде од магацините. На 26 јуни 1991 година ЈНА интервенира во Словенија за да ја спречи независноста. Голобради момчиња на возраст од 18 до 23 години беа испратени да ја вратат контролата врз границата. Од Белград полета авиони и пука врз аеродромот во Љубљана и по единиците на територијалната одбрана на Словенија. ЈНА ја загуби војната. Невини деца го загубија животот по 10-дневната воена операција со посредништво на Европската заедница, сега Европска унија, беше усвоена Брионската декларација, со која трупите на ЈНА мора да се повлечат, а дел од техниката да остават во Словенија. И покрај ембаргото за оружје воведено од страна на Европската заедница, војната се префрли кон Хрватска. Загреб тајно се вооружуваше, несе 50.000 калашникови од страна на Унгарија за да брани својата територија. Ова акција водеше Мартин Шпегелј. Националниот парк Плитвички езера беше заземен од страна Југословенската народна армија и од страна на силите на Српската крајна. Кон крајот на јули инцидентите во Хрватска ескалираа во отворена војна.
хрватските Срби и JNA против новоформираната хрватска војска. Најпрвен официјален Загреб им ги одзеде тогашните права на србите во Хрватска, кој со претходниот устав им беше загарантираниот статус на државотворен народ. Србите во Хрватска се самоорганизираа за да ги заштитат своите легитимни права и животи. Тие ја создадоа Република Српска крајна. Во септември 1991 година српските милици освои 1/3 од Хрватска, земјата практично беше поделена. Прекинати беа важните врски кон Далмација, но најтешките страдања се случија во Вуковар, каде борбите траја се до ноември. Тога српските паравојни единици JNA го скршија хрватскиот отпор и влегоа во овој град.